Добри дојде во студио за Искра Димитрова, уметница, автор на Трите врби од проектот Скопје 2014. Господја Димитрова ми се јави денеска да демантира дека авторскиот хонорар за Трите врби чини над 30.000 евра, како што беше објавено во новата. Самиот проект беше голем проблем за тоа што вклучуваше одредени, како да кажам, архитектонски потвати и беше многу комплициран за изведба. Значи не е тоа само работа во студио, него е ангажман со повеќе соработници и доби практично третман на градежен објект. Првиот демант се однесува на тоа, дека овој проект е проект на Министерството за култура, а не на Општина Центар. А второ е за податокот дека овие средства се мој чист авторски хонорар. Во пропозициите на конкурсот стоеше дека авторот се наградува со 500 евра за изведба на овој проект. Средствата кои што беа префрлени беа точно 30.000 евра. Каде беа префрлени тие 30.000 евра? Префрлени на авторска агенција. Добро. Значи во целиот процес на работа гледав сите оние средства, бидејќи буџетот ми беше многу скромен во тоа време. Колку ви беше буџетот? Буџетот ми беше, како да ви кажам, имаше проблем заради тоа што не можете вие точно да знаете колку ќе потрошите пред да бидат сите оние документи добиени од страна на проектанти, на не знам, архитекти, статика, истражувања, геомеханички истражувања, геодетски истражувања. Значи изградбата чинала 245.360 евра. 245.000 над евра. Точно? Така. Ова се малку пари, не ве разбирам. Добро. Може ли да објасните? Ова и пробувам да ви објаснам. Значи, кога ми беше побарано мене од прилика да видам колку ќе биде сумата, јас од прилика прашав луѓе кои што све треба да се направи. Добро. И ми рекоа дека тоа ќе биде од прилика волку. Јас колку волку? Колку волку? На 50.000 евра. Зашто? За реализација на проектот. Сите пари? Да. Меѓутоа, подоцна излезе дека не може така да се темели една структура, бидејќи ние сега, како што прават цели острови во Јапонија. Добро. И вие побаравте, разбирам. И вие мора да има статика. Јасно тоа го кажавте. Значи да конкретизираме. И вие побаравте колку пари плюс? Ако се малку 50.000 евра. Вака, бидејќи се дојде до таква ситуација да јас не можам натаму да располагам со толку средства. Добро. Бидејќи јас побарав понуди од повеќе фирми. Добро. Средствата беа големи и колку беа големи? Колку беа големи од прилика на кај тие 250.000 евра. Добро. И раскинав договорот со Министерство, бидејќи во претходната фаза кога требаше јас да барам разни понуди, вие не знаете какви проблеми има, луѓе воопшто не сакаат ниту да одговорат, се обратив на 100.000 разни фирми. На кои луѓе? Кои фирми? Фирми. Добро. Како поединец не ве третираат за равноправен партнер и интересен. Добро. И договорот натаму го раскина со Министерството и понатаму они си објавија тендер. И сега, значи, ние разговараме сега за овие 30.000 евра, дека тие средства сите биле префрлени на авторска, не на моја сметка, како што требало некој да биде исплатен е до денар според договорот, за сите имам јас договори напишано. Так. И сите луѓе биле навремено исплатени пред и после откако била добиена. Добро. Значи ова нешто, ова е информација која ние објавивме. Беше објавена всушност во влада, Министерката за култура ги даде сите податоци. Значи, тука стои, еве ги имам пред мене, тука стои дека имало договор со вас во евра, го пишува вашето име. Тоа е од
Не е со општина Да. центар, тоа е направено со Министерство за култура. Добро, Така тоа е што информацијата автор- која е дадена. Да, меѓутоа не е точна. Оваа информација Да. која што е објавена не е точна. Колку беше всушност вашиот авторски хонорар? Ви кажав, јас авторски хонорар не побарав воопшто, зашто во пропозициите беше ставено дека само за материјали се овако. Вас ви беа префрлени тие 30.000? На моја сметка не. Јас не сакав затоа што сакав да биде транспарентно и еден ден еве вака да се Да. гледа колку кому е исплатено. Зошто Баш тогаш имам пишува проблем. на доместок на Искра Димитрова? Па, Изработка на доместок проектна заради тоа што- документација. Затоа Вашето што- име го ставиле од Министерството за култура, господјо Димитрова. Може би го ставиле моето име, ама го ставиле заради ова. Јас не гледам дали стои таму авторски хонорар. како што е Изработка, стои изработка на проектна документација за реализација на скулптура на доместок на Изработка Искра на- Димитрова. Ама не е тоа, на доместок менен личен, на доместок на фирмата, не знам, Геопроект, на доместок Да. на Дик Чакар партнер што правил ревизија, на Stone Design што правил... Министерство Кој што се за случи. култура ги исплатила тие Не, луѓе. Министерството префрлило пари на авторска агенција. Само на авторска. Да. Само на авторска. Јас ги земав парите. На колку ваше што ми име ли? треба, на моје име, меѓутоа јас не ги подигнав на моје име. Разбирам, Освен режиски да. трошоци што ми беа потребни. Да, да, Тоа значи е тоа. вас ви ги префрлиле парите. Сите договори беа такви. Добро. Сите. Меѓутоа, во вашите таму табели стои дека некаде не се гледало авторски хонорар, а кај мене се гледало авторски хонорар од толку и толку, што е ноторна невистина. Тоа се хонорари ли? Хонорари се сигурно за извршена 30, работа. колку луѓе во прашање се? Знаете ли? Ако вие сте Можам земале да 500 евра, остануваат 29.500 евра. Добро. Значи, овие пари вие сте ги дале на одредени уметници, фирми, Уметници, нема уметници. добро, фирми. Значи, кога правите зграда, мора да имате така... Не кога правите зграда, говориме за вас. Овие исто пари, е тоа, па исто. добро, ама овие пари ги дадовте на фирми. На фирми, на поединци. Значи, практично, Министерството за култура требало да, според она што го зборувате, говорите, би требало да стои дека се исплатени хонорари на одредени автори, на одредени фирми, Тоа за да во- нема... Може би е малце лошо кажано таму, зашто во нашиот договор не стои договор за авторски хонорар, стои договор за изработка на. Да. Бидејќи може би тогаш и не се имаше доволно искуство во однос на тоа. Сега се знае дека јас не можам како уметник да трчам, да склучувам договори, да правам пресметки, се занимавам со економија, со право, со сите тие работи. Да. Дека тоа Добро. треба една институција да го работи. Меѓутоа тогаш за прв пат се почнуваат такви проекти. Како што беше проектот Скопје 2014, имаше еден проект на плоштад Слобода Деновиве, плоштад Слобода прилично долго говори, протестира околу проектот Скопје 2014 и последниот проект се однесува на стотиците милиони евра кои се потрошени на Скопје 2014 и плоштад Слобода излегуваше Деновиве и говореше што се може да се направи со овие пари. Например, ако Рингешпилот чини 162.000 евра, за толку пари, например, би можело да се направат центри за лица со посебни потреби, да се реновираат старите психијатриски клиники, да се ангажираат, да се платат експерти за детски развој на психологија, да се подобри условите, да се подобрат условите во домот на децата без родители или Прометеј 2 милиони евра и 300.000 фонд за пелени за новороденчиња, например, на посиромашни семејства, или Филип 7 милиони евра се дадени, можело да се воведе бесплатно јавно здравство токму за сиромашните. Или, например, јас имам неколку примери, постојано се расипуваат апаратите за томографија, во неврологија тие апарати се ургентни, основни. Децата со ретки болести немаат
лекови, осудени се да умрат во оваа земја. Се чека по 3 месеци на акцелератор во онкологија или пак во детскиот ургентен центар се собираат донации од граѓаните да донираат по 100 денари, додека стотици милиони евра се даваат за проектот Скопје 2014. Еве вашиот проект е 278.000 евра над таа сума. Се согласувате ли со овие пресметки дека можеби овие пари требало да се потрошат за граѓаните и нивните потреби? Кажам, сигурно дека требало некако да се прераспределат пари. Да. Меѓутоа, од друга страна, помислете си дека еве, нема да кажам име и презиме, меѓутоа пред неколку години беше дадено 4 милиони евра за еден филм кој што никој не сакаше дури ни да го гледа. Зошто? Од друга страна, размислете дека уметниците со години од джеб собствен си ги плаќавме своите дела, своите материјали. Да. На некој начин се осеќам повредено за тоа што на сите други уметности се смета дека е во ред во нив да се финансира и да се поттикнува нивното творештво, а за скулптурата не кажувам се, не зборувам за квалитет, не квалитет, него кажувам у принцип. Не може да се има еден третман кон режисерите кои што исто така знаеме дека добиваат многу големи хонорари, а да се потценува работата на уметникот. Долги години овдека ништо не се правело во однос на скулптура. Ниту па се ценел трудот. Јасно. Сега. Ве разбирам. Значи прашањето е баланс. Мора да постои баланс. Затоа и ве прашувам. Мора да постојат критериуми. Затоа и ве прашувам. Велите од својот джеб постојано сте плаќале вие уметниците. Но ве прашувам не сега за режисерите и колку пари за нивните филмови се даваат. Туку ве прашувам, јасно е. Зошто одеднашка туку ве прашувам за скулптурите се извинувам. Наклада, а други во уметности кој демекете тоа е. Не, јас ве прашувам за граѓаните, за нивните деца кои умираат, за граѓаните кои мораат од својот джеб да дадат пари за лекови. За тоа ве прашувам, не за останатите уметности. Мора да се направи баланс и во секоја земја ќе видите дека има и едното и другото. Ова со години нема. Кажете ми една земја во која умираат деца заради тоа што немаат лекови, а се даваат пари стотици милиони евра. Кажете ми една земја. Не можам да кажам. Не можам да кажам зашто кога разговаравме рековме дека прашањата иначе ќе се подготвев и ќе ви кажев, можеби. Не знам, а можеби и не. Не, добро, за ова не треба подготовка. За ова не треба подготовка да се. Но знаете што има тука една сума која би сакала да ја објасните. Казна има платено 117.000 денари, 484 за изградба на основен договор. Нешто не е испочитувано. За вас нема казна, значи само тука е казната. Средства кои нема да се исплатат поради договорна казна и неизведени позиции, крајната сума е 17 милиони 108.571 денар. Што не е изведено? Не ве разбирам зашто стане. Не знам, Министерството за култура го даде овој список и тука ја пишува оваа сума од 17 милиони денари. Не можела за тоа да ви кажам, стварно не ми е познато. Да. За вас нема, надоместо тука нема казна, за вас само има за ова. Непознато. Добро. Јас ви благодарам за овој интервју, господин. Јас на вас исто така.